Кога влегуваме во светата 40-ница, не значи дека треба да постиме само телесно. Духовната страна е вториот дел од постот, но не помалку треба да се гледа и како ние да се надохраниме духовно со онаа храна која што ни ја нуди црквата. А таа храна е да не продлабочи во верата наша Христова, да не направи едни поискусни луѓе кои што се воцрковуваат во оваа света црква и по тој пат да чекориме сите заедно. Не само ние што сме тука, туку и да ги придобиеме и оние кои што не се црковни, а се нарекуваат христијани. Впрочем, по благослов на неговото високопреосвештенство митрополитот Крушевски Димир Хисарски господин Јован, за таа цел и се востановени овие предавања во светата 40-ница, за духовно да се нахраниме со овие благодати кои што ни ги нуди оваа наша света православна црква. Како и секоја година за време на 40-ницата, така и оваа почнуваме со циклус на предавања, кои што ќе ги имаме во неделата после вечерната богослужба. Сите 5 недели ќе имаме предавање, а како и претходните години, така и оваа година, првото предавање ќе ни го изложи нашиот митрополит, која што ни спреми една интересна и пиплива тема, дали Господ игра зарчиња. Може би навидум изгледа малци и смешно, но верувам дека ќе биде доста интересно и доста привлечно за сите слушатели, не само овде присутни, но и оние што ќе го слушаат ова предавање после кога ќе биде прикачено на нашиот сајт. А сега да го поканиме нашиот митрополит да ни се обрати со своето предавање. Здрави и живи, сите ги благодарам Боже што дошли што ме. Темата секако е, да не речем чудна, ајде да не бидам може би по-дискретен и да кажувам некои по-ублажени зборови. Овие се зборови не се мои, тие се на Анштейн. И ќе видите кога произлегуваат и зошто произлегуваат. Меѓутоа, сакам да почнам моја предавање со прашањето што му го поставиле на Анштейн. А што е времето? Оти тој нели го изменува во целата негова теорија специјална релативноста, дека времето како што дотогаш се сваќаше линиски се движи и постои. И тој, кога го прашува тоа, вели, а читајте го Свети Августин. И јас се заинтересирав и не го знаев ни јас тоа што вели Свети Августин за тоа. А Свети Августин вели, додека некој не ме праша што е тоа време, знам. А кога ќе се обидам да го објаснам, веќе не знам. Не знае веќе Свети Августин што е време, кога треба да му го објасни на друг, оти нема. Се друго гледаме, фаќаме, можеме да го анализираме, ама ајде времето, фатете го, анализирајте го и објаснете го на другите. Во времето на Анштейн постои механички часовник за времето, ама во времето на Свети Августин не постои ниту часовник. Не може да речеш гледај си на сатот и знаеш што е време. Нема сат. Се мерело времето по вртењето на сонцето. Ова сето ви го кажувам како вовед, зашто вели и Свети Августин, минатото е само сеќавање. Иднината е очекување, а сегашноста е внимание. Многу пати не сваќаме дека постои само сегашност. Ете, сега, веќе кога го изговорив ова, стана минато ова што го изговорив. Ама, тоа е вашето внимание прави да постои сегашност. Ако внимаваме на
другиот, соговорникот наш, тогаш постои сегашноста, а минатото ми поминало веќе. Тоа што е иднина е исто очекување само, не е стигнато, не можеме да го фатиме. Меѓутоа, темата е сосема друга, ова го зборувам како вовет некој, затоа што почнав со Einstein. Физиката која сме научиле да ја пратиме, таа е секојдневица наша. Сакале ние да го признаваме или не, се е физика. Нашето движење, движењето на околните тела, размената на предметите, се спаѓа во физика. До Њутон сте слушнале за Њутон, што му падна јаболкото на глава и така ја откри гравитацијата, или се сети подобро на гравитацијата, дека земјината тежа прилекува само кон неа, не може да јаболкото да оди нагоре, да лета, туку паѓа надолу. Тоа се викаше тој научник Исак Њутон, и создава една физика, односно подобро објаснување на физиката, каде што се на крај е скоро објаснливо, ама во тоа објаснливото се е предвидливо. И велат многу луѓе, дајте ми ја координатата на некоја точка, начинот на нејзиното движење, брзината, и јас ќе ви кажам после одредено време каде ќе стигне. Ама тоа е механички, во смисла како да постои судбина за нештото. Ние во теологијата го нарекуваме тоа судбина, значи предодреденост одредена. И во светот кој не окружува, или како го викаат макрокосмос, со големи работи, значи свет на големите работи, во него постои условно речено предвидливост. Може да предвидиш одредени работи каде би се стигнале со кому ги знаеш овие составни делови, значи каде се наоѓа почетно, со која брзина се движи, каде ќе се каде му е правецот на движење понатаму. Таа физика во времето на Einstein се променува, зашто тој открива нешто друго, дека постои предодреденост одредена, меѓутоа, ќе почнам, имав еден професор по физика, јас кога учев средно образование, и тој велеше забрането е да се движи со брзина поголема од светлината. И ние, како деца, се шегувавме, а стои некој полицаец со оној знакот стопи, ако се движи некој побрзо од брзината на светлината, ќе го запре. Но ми требаше повеќе сознание за да сватам дека сосема точно велел професорот, дека теоретски Einstein покажува дека невозможно е брзина поголема од брзината на светлината. Ништо не се движи побрзо во овој свет. Но, исто така сакам да го спомнам тоа, дека токму Einstein открива двојна природа на честичките, а честичките се најситни делови од атомската структура на секое тело. Значи, честичката е помала, поситна од самото јадро на атомот. И сите атоми имаат своји честички. Сега Einstein открива дека има двојна природа таа честичка.
односно се движи и праволиниски, ама се движи и брановидно. После ќе ви кажам зошто ова ви кажам, иако е тој на некој начин меѓу почетниците на квантната механика за која зборуваме, тој едно време нема да се согласи со таа теорија и ќе го кажи ова. Што го спомнавме на почетокот и е наслов на ова предање. Дали Господ си игра зарчиња? Оти, ако е се непредвидливо, како што тој го зачна, дека е се непредвидливо, дека таа честица се движи и вака и така, и праволински и брановидно. Ама после не му се допадна, затоа што цела физика, ја спомнав ова Њутоновата физика претходно, беше насочена на тоа да кажи дека цело движење во светот воопшто е детерминирано, односно условено. И цело движење има некаква предвидливост. Сега, кога стигнува квантната физика да кажи дека се е непредвидливо, тогаш Анштајн го кажува ова следно, значи не очекуваат луѓето, веднаш размислете колку е тешка непредвидливоста. Си прави човек планови, се моли, сака нешто да му се оствари, ама Господ има нешто друго. И сега неспремен е човек тоа другото да се случи. Сака да му се случи она што го предвидува. А тоа што го предвидува е во Њутоновата физика и до некаде, и во Ејнштајновата физика. Ама во оваа квантна за која зборуваме се е непредвидливо. И ќе видите зошто е непредвидливо. Се е на некој начин веројатност. Може да биде така, ама и не мора да биде така. Човекот тешко се приспособува на тоа сознание. Сака некаква определеност, сака нешто да знае. Ама не се случува така. За жал, не е така. Сега, во 1922 година, можеме да го вторат. Двојка? Во 1922 година, научникот Нилс Бор се вика, прави нешто што не би требало да постои. Значи, сите очекуваме, ако пуштат честица, како што е тука, ако пушти честица од еден ласер, ни две дупки, ни два протепи на една мембрана, тие да се завршат од втората мембрана, како што гледате тука, праволиниски. Ама не се случува така промена. Не се случува така. И тој гледа дека во суштина, ако пушти зраци, два, односно две честици, тие ќе се однесуваат, односно не две, една честица, ако пушти, ќе се однесуваат како бран, а тоа значи ова второто бран, на повеќе места ќе се јават на втората мембрана. Нема да се јават на две места, значи ќе се јават на 5-6 места. И тоа го вчудовидува. Како е возможно, вели, кога не ги гледа тие честици, тие вака се однесуваат. Ако стави детектор или на друг начин да ги посматра, тие се движат само праволиниски. И сега прашањето, и кај Нил Бор и понатаму кај тие што го овој експеримент не е нов. Значи, зборувам за 1922 година. И повторен е илјадници пати, не е нешто што, не знам, сега го зборуваме и му текна на владиката, сега ќе ви го кажува вас.
Ова е повторен експеримент илјадници пати. И тоа се случува. Се додека не ја гледаме честитата, таа минува низ двата процепи. Како што гледате тука. Кога ќе почнеме да ја гледаме, посматраме, тоа се вика посматрање на честитата, дали преку детектор или на друг начин, таа ќе минува само низ едниот процеп и ќе врви право линиски, нема да врви како брана. Тоа само тоа се вика квантна теорија, ова. Значи, квантната теорија, да имате представа, е најточното нешто од сите научни дисциплини. Зошто ќе видите, каде се применува квантната теорија, вие се слушнале квантна медицина. На некој начин медицината е квантна и вака и така, меѓутоа она што денес се продава како квантна медицина не е квантна медицина, лечење со фреквенции што лечат. Меѓутоа друга тема е, тоа е друг пат ќе зборуваме. Сега е битно да сватиме, трета. Што се случува сега, можете да видите, значи во средината најмногу од честиците се собираат, ама се уште се собираат и лево и десно и подолу и погоре. Тоа е затоа што честицата се однесува и како честита, значи се движи праволиниски, ама и како брана. И се додека така се движи, на втората мембрана остава трак дека се движи така. Ама ова е додека не ја посматраме. Кога ќе почнеме да ја посматраме, таа се движи поинаку. Во 1923 година еден научник австриец по потекло Енрих Шредингер се вика, таму каде што, таму каде што бранот е поголем, гледате, таму е поголема веројатноста дека ќе се најде честитата. Значи, вие се сеќавате дека на училиште учиме во центарот на атомот е протонот и неутронот, а околу него како по круг кружи електронот. Меѓутоа што откриваат овие? Ја спомнав 20-ре, а ова се случува 23-та година, 1923-та. Откриваат дека електрон не се движи по круг, туку може да биде размачкан на едно место, на друго, на трето. Веројатноста да го најдете електронот е во оваа крива. Таму каде што е највисоко, таму е најголема веројатност, 50-60%. Колку опаѓа кривата, таму веројатноста се најде електронот е помала, односно таму е 20-30%, може да постои таму, но е многу помала веројатност. Сега ова што е важно во сетото, дека веројатноста или случајноста го ги прави честиците да бидат вамо или онамо. Ама тие не се движат по кружна патека и во секое време може да му ја знаеш каде се наоѓаат тие. Туку може да биде или вамо, или онамо, или на друго место, односно јас погрешив кога велам или. Туку и ваму, и онаму, и на трето, и на пето место. Тоа се вика суперпозиција на честичката, односно, се додека не ја посматраме, таа може да биде на многу места. Кога ќе почнеме да ја посматраме, таа е само на едно место. Тоа е чудо големо кое ги возбудува
на учениците, не можат да го објаснат никако, го констатираат, сигурно е вака, направени се, како реков, за овие 100 години, 100 години поминуваат од 1922-23, кога се првите експерименти правени, ама за сите 100 години сите работи се повторуваат, ама не знаеме зошто се случува тоа. Како се случува честицата да биде и ваму, и таму, и онаму. Тоа се сетиле научници секако и го нарекле суперпозиција. Значи, се додека не го видиш каде се наоѓа честицата, може да биде насекаде во просторот. Некаде со поголема веројатност, некаде со помала веројатност. Ама важно насекаде може да биде. Не на едно место, како што очекува, да речеме, секој што живее во светот, очекува, на тоа место е тој предмет, на другото место е другиот предмет. Не, честицата од која се составени сите предмети, и ние сме составени од честици. Милиарди честици во нас има. Сега, тие честици може да бидат и ваму, и онаму, и на трето место, и на петто место. Некој ми велеше, зошто не одговараш, бе, Владико, те напаѓаат на овие интернет мрежи, не знам, за одредени работи. Толку кој ќе видите, одговорот е во ова. Затоа што се додека човек не ја види ситуацијата во која учествува, посматрачот, може би заборев тоа да го спомнам, посматрачот, и ако се заклучува од сето што го говорят, посматрачот учествува во експериментот што го прави. Значи, не е тој слеп наблюдувач, не е наблюдувач. Тоа во Њутоновата физика можеше така човек да го толкува. Дали некој експеримент се прави во 5 сабајле или во 5 на вечер, дали се прави на чист понеделник или не знам во август некојаш, ист треба да изгледа експериментот. Овде не е ист, тоа е суштинската. Во квантната механика се зависи од оној што посматра. Тој учествува, значи почнува да посматра, ова е брановидно движење се запира на честицата. Не поминува ни 2 протепи, туку поминува само низ еден. Сега, да се надоврзам на ова што го почав. Кога некој ме прашува зошто, затоа што се зависи од посматрачот. Ако посматрачот гледа одреден објект поинаку отколку што јас го гледам, или третиот или четвртиот, тоа е легитимно на некој начин. Тој го гледа така. Со други зборови, апсолутно не постои тоа што сака некој да го направи апсолутно. Се зависи од нас. Тоа е она многу тешкото што го нагласи во почетокот. Веројатноста ќе ги мачи луѓето до крајот на животот. Живееме во опаква реалност. Ама живееме ние во таа реалност, сакале или не, живееме во таквата несигурност, сакале или не, се е несигурно. Кога честиците од кои сме создадени се несигурни, тогаш како може да биде друго нешто сигурно? И добро, ќе ви објаснам еден, ја викаат Шредерова мачка, еден експеримент. Оди поназам. Тоа е само, значи, вовед. Таја мачка се затвора во кутија. Ова е теоретски експеримент, да не замислиме дека се случува, ама теоретски, ако некој има нешто
да му најде забелешка, ве молам и да го кажеме јавно, зашто до сега не е најдена никаква забелешка. И ако не е направен како експеримент, теоретски во умот човек си го носи. И во кутијата во која се затвора мачката се става изотоп од некој радиоактивен елемент, и тој има шанси изотоп 50% да се активира, 50% да не се активира. И кога, ако се активира, вие знаете, повозрастните биле во ЈНА во војска, и таму учевме Гајгер Мирлер бројач. Тој ја констатира радиоактивноста. Ако се активирал изотопот, тој Гајгер Мирлер бројач ќе регистрира дека има некаква радиоактивност. И веднаш ќе го спушти чеканот однапонатаму на едно шишенце во кој има отров, цијанид. И тој ќе ја убие мачката. Ама 50% може да остане жива, 50% да умри мачката. Сега, додека не отвори посматрачот кутијата, мачката е, пазите, и жива и мртва. Може некој да примети дека не е така во експериментот. Таа не е или жива или мртва, туку не знаеме што е, не ја отвори никој кутијата. Додека не ја отвори, таа е и жива и мртва. Ето е ова истото што претходно го зборувавме за честиците. Во суперпозиција, кога е некоја честица, и тоа може да биде, значи. Не знаеме што ќе биде. Таа е веројатност дека може да биде. Кога ова Шредингер им го кажува на луѓето, тие во суштина остануваат без збор, затоа што овој теоретски експеримент е навистина како и да се случува, да го проба некој, исто така и ќе се случи како што го говориме. Ама таја суперпозиција која има честитата е многу сликовито покажана на примерот со Шредингеровата мачка. Инаку, сите експерименти, веројатно и приметувате во кажувањето, се направени на честици. Денеска добив некои сознанија или прочитав подобро дека Универзитетот во Кембридж во Англија добива големи средства за да направи експеримент дали ќе важи се во ова на вируси и бактерии. Значи не сме стигнати на луѓе. Оти ако стигнеме на луѓе, она што е научна фантастика, тоа ќе постане реалност. Телепортацијата. Ќе се телепортираат луѓето од едно место на друго. Тоа би се случува со честиците. Можете слободно да го наречите телепортација. И сега принципот на неодреденоста, ова е многу важно, го открива еден научник, веројатно и се слушнале за него, Вернер Хайдерберг, во 1929 година. Тоа што претходно го зборувавме, Нилс Бор, што го констатира преку еден експеримент, дека честиците минуваат додека не ги гледаш, додека не ги посматраш, минуваат низ двата протепи на мембраната, а кога почнеш да ги гледаш, минуваат само низ еден протеп. Ете тоа Хайдегер во теорија го става, во равенки, значи, и
Во годината кога го открил тоа, имал само 28 години. И го завршил своето откритие во 3 часот са бајле и дословно не можел сам да си поверува на сопственото откритие. Како е можно тоа? Кој може денес да го каже? Знаеме дека е така, се случува во секој експеримент дека е така, ама ајде објасни го тоа. И до денес не е објаснето како може честицата, додека не ја види посматрачот да се однесува во суперпозиција, да минува и низ едната и низ другата дупка, кога ќе почнеме да ја посматраме, таа минува само низ едната дупка. Истото, тој експеримент поднос на што лесно се завоочува. Иначе потполно истото со сите честици во суперпозиција. Ќе видите и понатаму ќе го разбираме тоа за дуалноста на честицата. И вели Хајдегер, првата голтка од чашата на природните науки не прави атеисти. Но на дното на чашата не чека Бог. Како ќе го одговори Хајдегер? Тој влегува ентузијазам, некаков научен, сега јас ќе го открием тоа, и на дното на чашата го чека Господ. И вели како ќе го открием? Ова само Господ може да го направи. Јас не можам да го објаснам, не може да го објасни ни друг, ни трет, ни петти, како ќе го објасни тоа, како се случува честицата да биде во суперпозиција. Вели понатаму, современата физика не научи дека не можеме повеќе да го гледаме светот како машина. Она што претходно од Њутновата физика бевме некако повикани, се е дадено, се е како машина, машината работи или како сат светот. Ништо не е како машина, односно ништо не е како сат, него се е непредвидливо. И уште нешто вели, она што го наблюдуваме не е самата природа, туку природата изложена на нашите методи на испитување. Природата, значи, е многу повозвишена отколку што можеме нешто да кажеме за неа. Ние немаме доволно, со други зборови, апарат за да можеме да ја објасниме природата. Природата действува сосема поинаку. Сега, додека не се наблюдуваат електроните, како што рековме, тие се однесуваат како бранови и интерферираат. Значи се соединуваат. Ова не заврши, можеби за Шредеровата мачка, гледате, и жива е, и во гроб е. Со други зборови, се така направени цртежи за да ни бидат поинтересни. Сега, кој ќе отвори кутијата посматрачот, тој тогаш дури таа ќе биде или жива, или мртва. Ама се додека не отвори, таа е и жива и мртва. Сега, ова е енергетската состојба на честиците што кружат околу атомот. Значи, многу јасно е денеска дека ако е во првиот најблиску до атомот е во енергетска состојба единица. После тоа добива енергетска состојба 2 или 3. Меѓутоа,
никогаш не може да биде во енергетска состојба 2,3, да кажеме, или 3,7. Туку ако е првата енергетска состојба единица, тогаш втората е 2, а третата е 4. Кога се случува да падне енергетската состојба од трето ниво на второ ниво, се јавува интерференција некаква и тогаш електронот може да се замени од тој атом и да оди во некој друг атом. Така настануваат и сите случувања што ни се случуваат. Ова го зборувам на најелементарно ниво на честиците. Меѓутоа, од тому почнува, сите ние сме составени од честици. Една работа што може би ќе ви биде чудна. Велат дека атомот е како протонот во центарот на едно игралиште, како топче од тенис, а електроните што се околу атомот се на трибините на игралиштето. Сето друго е празен простор. Ќе ми речете како е празен простор, ова масава е празен простор и можеме да ја чукнеме, да ја гледаме. Тоа е сосема друг начин на добивање на масата. Од триењето на честиците во просторот што е контура на тоа тело, да кажеме, се добива масата. Масата воопшто не е даденост некоја, тоа толку тежи. Туку се добива преку триење. Тоа веројатно е вака, не е надвор од темата, може би што разговараме, ма колку да имате представа. Тогаш кога ние наблюдуваме, интерференцијата на брановите исчезнува. Честичката минува само во една дупка. Како е тоа возможно? Како електронот знае дека ние го мериме или го посматраме? Не ви се јавува прашање за тоа како тој знае? Има интелигенција електронот? Не, тој не знае. Велат тие што добро го и сигурно треба да се согласиме. Не, тој не знае, туку едноставно ние имаме погрешна представа и очекуваме тој да знае. А тој не знае. Тој се движи, со други зборови, како што Господ сака. Ама ние очекуваме дека треба предвидливо да биде неговото движење. Ете, тоа е погрешката во нас, а не погрешката во електронот. Тој ќе се движи како што сака Господ. Ама ние очекуваме дека треба да се движи по нешто што е законитост некаква. Ето и ги нарушува сите можности за законитост. Дај ми трета. Теоретскиот физичар Ричард Фајман, Нобелова награда има добиено, и тој вели вака, ако некој мисли дека ја разбира квантната механика, ништо не разбира. И вие сте, и јас меѓу другите, сме светлоци за тоа, ова што го зборуваме не може да влезе во главата на нашите очекувања. Ние очекуваме некако поинаку дека треба светот да се движи. Ама тој не се движи така. Затоа не можеме да го разбираме често пати светот. Она што е важното, што е главно можеби, е тоа дека четичката се наоѓа во суперпозиција. А тоа што значи?
Тоа значи додека не се определиме, постојат бескрајно многу можности. Исто и во нашиот живот, земете. Ние сме, како што реков, милиарди четети. Ама и во нашиот живот истото се повторува. Со сите милиарди четици, со сите милиарди можности што ги носиме, ние во суштина како да сме во суперпозиција. Ама тогаш кога ќе го решиме проблемот, имаме 1000 можности да кажеме да постапиме вака, онака, трет, па четвртот и постапуваме една. Се додека не постапиме по едниот начин што ќе го одбереме, ние сме во суперпозиција. Ама оној момент кој ќе постапиме, готово завршено е. Ние постапиме така и тоа е нашето видување за еднината. Уште малку ќе ве занимавам со физика, а после тоа секако еден теолошки сакам осврт да дадам. Како е можно, ќе рече човек, вака совршена теорија која постои за светот, човекот да не ја разбира? Не ја разбира затоа што е совршена, затоа што не е од човек оваа теорија на некој начин, туку Господ си го создал светот така како што тој мислел дека треба да функционира. Сега ние откриваме делимично само како постои тој свет. Значи, многу е важно да откриваме како постои светот. Едно се моралните закони, не знам, да бидеме добри, да учествуваме во општествениот живот, да им помагаме на ближните. Ама има копнеш човекот да сознае како постои овој свет. Тоа е обидот на квантната механика, да ни го доближи тоа како постои светот во кој ние постоиме. Сега уште сакам да ви кажам за квантната заплетеност. Една честица која се наоѓа овде, да кажеме на масава, има, како да речеме, двојник кој може да биде на крајот на Вселената. Ама секоја честица има свој спин, го викаат, спин или вртење. Ако едната се врти надесно, таја двојникот што е на другиот крај на Вселената ќе се врти налево. Тоа Анштен токму тоа не можел да го прифати, затоа што тој вели брзината на светлината е максимална брзина која може да се достигне. Сега, ако е таа максимална брзина, значи стивата и требаат милиарди светлосни години да стигне до крајот на Вселената. Ама тој го открил овој феномен заедно со Подскалски и уште еден научник, му го заборавив името, и тој го нарекува парадокс на неговата теорија, затоа што не може да го објасни. Ама со други зборови го констатира, знае дека е така. Сега, ќе прашате, исто како претходно, како знае ова честица која е милиарди години далеку, како знае дека ова се врти налево, таа да се врти надесно? Тоа е тајната голема и затоа Анштайн го вели, меѓу другото, и оватарен Господ си игра со зарчиња. Таа непредвидливост необјаснива беше за Анштайн. Необјаснива и за нас.
100 години после откритијата на квантната механика. Како е тоа можно, не знаеме. Ама дека е можно, знаеме. Тоа е големо прашање кое секој сериозен човек го размислува тоа како е можно да знае некоја честица која е милиарди светлосни години во истиот момент, пазите, во истиот момент, ако низиниот двојник се врти налево, таа ќе се врти надесно. Никогаш не може да се вртат двете во исправен. Тоа е докажано, мислам, теоретски, не може експериментално, секако до толку милиарди години се направи таков експеримент, ама теоретски е докажано и затоа и Einstein го прифаќа. И затоа вели дека тоа е парадокс на неговата теорија. Како е возможно, не знае. Ама возможно е. Тоа е во суштина она што сите нас би не водело во размислување. Друг аспект е квантно го вика тунелирање. Ако испратите вие една честица, препрека овде, ова диафрагма на компјутерот или не знам столбот земетеко, си мислите нема да продри од другата страна. Особено ако е тоа планина, да кажем. Меѓутоа, што се случува? Ако испратите честица, не сите, ама дел од нив, ќе ја премина таа препрека како да не постои. Столбот, планина цела. Така велат работи светлината. Во најтемните места, во подземјето ќе најдете малку светлина, зашто прозреле некои честици и таму. А како е? Токму заради ова што го викаме квантно тунелирање. Како тунел, како низ тунел минува. Ајде, ако такаш. Уште една? Уште една? Нигде не. Ајде, уште една. Еве го, значи не оди од одгора светлината, туку минува, до долната слика минува низ брдото, планината и се појавува на другата страна. Тоа е чудесно за секој кој може. Така работи фотонот, така работи електронот, така работи, значи, честицата. Општо не значи дека не може да премине одредена препрека, туку ја поминува и таа препрека. Целата Вселена е гигантско квантно заплетен простор. Значи, како да постои мрежа, ние не ја гледаме, она што Einstein веројатно сте гледале на телевизија, како топката земјина малку да лежи над една мрежа која има гравитација и време. Тој ја поставува таму таа мрежа. Меѓутоа, квантната физика вели дека ние сме поврзани мрежно. Така може да се објасни и ова дуалност на частичката на другиот крај на Вселената. Ако едната се врти со еден спин, другата се врти со друг спин. Иначе брзински, по брзина на светлината, која е најголема брзина? Не можете никако да го решите тој парадокс. Едноставно како некој да ишепнува на честицата во исто време, а овој двојникот ваму на милиарди светлосни години почнува да се врти надесно. Добро, вели таа, јас тоа ќе се вртам налево. Тоа е ова
квантно поле кое го споменавме сега. Значи, толку сме поврзани едни со другите, не само ние луѓето. Сите предмети, се што постои во светот е поврзано, како едно е. Тоа го покажува ова квантна физика, дека сите сме едно во тоа квантно поле, меѓутоа ако нема толкувања теолошки, многу тешко ќе може научно да се покаже. Зашто, гледате, во ова, колку науката има граница, сериозната наука, според она што беше досега, до почетокот на 20 век, мислеа дека се е познато научниците. Уште малку се некои математики да се направат и се во светот ќе биде познато. Меѓутоа, со откривањето на квантната физика се гледа дека ништо не е познато, се постои поинаку од тоа како што мислела науката до 20 век. И уште ќе кажам два збора за квантниот вакуум. Квантен вакуум велат дека е отсуство на било кои четици. Значи, како вакуумот, сите подразбираме под вакуум дека нема ништо. Меѓутоа, токму квантната физика докажува дека и во тој вакуум, во ништото, постои движење такво што едни четици можат да се поништуваат со другите. И од тој квантен вакуум денеска се обидуваат, значи во ЦЕРН, што се слушнале меѓу Швајцарија и Франција, што е, да направат такво судирање на четиците од квантниот вакуум, од ништото, фактички да откријат како светот настанал ни од што. Велат некои дека нема ништо во суштина. Ништото може да биде на овој теолошки план и не знам да велиме ништо, меѓутоа и во ништото, додека не настани нешто, постоја движење. Постоја движење на четиците. Сега се зависи како ќе се судрат тие четици. Вие се сеќавате дека до пред некоја година, односно пред некоја година го открија таа што ја викаат Божја четица. Друго е тоа како е наречена и зошто е наречена Божја четица, ама таја е суштинската четица која дава понатаму да може да се материализираат другите четици. Тој е Х бозон. Во суштина тоа е Х поле го нарекуваат научниците. Во тоа Х поле постојат, ако добро се сеќавам, 14 или 17 четици, што се неопходни за овие другите атоми да настанат или електрони да настанат воопшто. Тоа до некаде, мене не ми е јасно, не можам да ви го пренесам, меѓу другото, до некаде се обидуваат да покажат како светот ни од што настанал. И дека тоа ништо не било конкретно, потполно ништо, туку постоело нешто кое нема облик, нема постоење на нешто, има само движење, има само енергија. Има и информација на некој начин, и на тој начин е оформено се што постои понатаму. Сега тоа, еве ќе го докажуваат, уште велам, постои
тоа се километри под земја, направени меѓу Швајцарија и Франција, ЦЕРН, каде што се секојдневно судруваат честици од најразлични видови. И така е откриено и ова X поле или X бозон. Тоа што го нарекуваат Божја честица, друг пат ќе ви кажувам за тоа, меѓутоа не е тоа Божја честица, не е таа неопходно е во секој случај, ама зошто вела да се продава повеќе книгата на тој што го открил, да не се вика X бозон кој никој нема можеби да ја купи, а вака кој е Божја честица ќе ја купат повеќе луѓе. И така и се случи. Значи, што сакав да го кажам, за квантната физика можеби уште имам да зборувам, ама ајде да не ве заморам повеќе, ќе ве интересира нешто за квантниот компјутер, само уште да ви кажам. Квантниот компјутер, назад брати, ако сакаш. Вака изгледа квантниот компјутер. Значи тој не изгледа како е лаптоп или како некој друг компјутер, туку изгледа со цевки, како цевки. Зошто? Затоа што оди наредно, затоа што треба да постигне ладење на минус 273 степени Целзиусови, што е апсолутна нула во Вселената. Тоа одавна, јас се сеќавам уште физика која сме учеле, апсолутна нула во Вселената е минус 273. И тој компјутер работи на минус 273 степени. Зошто? За да не се промени ова суперпозиција. Тоа е многу важно. Значи, овој квантен компјутер нема да биде за да се играат побрзо игри, туку и ќе има едно многу повозвишено значење. Значи, секој што има различна ДНК, сите имаме, ќе може да му пресвета кој лек ќе му одговара за неговата болест. Велат дека на Google вели дека една равенка која му ја поставил на овој компјутер, зашто прави Google, ама стигнати се до 50 во суштина, уште ова може би заборев да го кажам, на обичните компјутери се програмираат преку 0 и 1 и постојат јазици за тоа, најразлични јазици, ама сите до еден работат на 0 и 1. Како да ги постават 0 и 1 да ја покаже сликата што гледат. Оваа слика што гледате вие е 0 и 1. 5 нули, 5 единици, 2 нули после тоа, 2 единици или кој некако. Квантниот компјутер ќе работи на 0 плюс суперпозиција, 1 плюс суперпозиција. Што значи, немојте да барате дека се можам јас да го објаснам, ама меѓутоа сигурни бидете дека е така, дека таа суперпозиција или вака е, и така е, се додека не се одлучи што е, таа е милиарди може позиции. Google има еден компјутер, направено веќе, не е со многу мегабитови, за да може да има внатрешна меморија, за да може предметки да прави, ама вели дека една равенка на која на обичен компјутер и треба 10.000 години, таа го реши за 2 минути.
овој квантен компјутер го реши. Сега, после одредено време, едно предпријатие америчко, кое е многу познато за компјутери, IBM се вика, тоа во суштина го демантираше, ама не утврди колку му треба на обичен компјутер да реши равенката. Нека не се 10.000 години, нека се 5.000 години. Видите што може да направи, оди понатаму. Што може да направи? Што може да се користи квантниот компјутер? Гледате последно. Да ги заклучува лозинките на компјутерот, да направи таква криптографија или заклучување, никој да не може да пробие. Ниту квантен друг компјутер да ќе може да пробие. Исто така за лекарствата е многу битно дека ќе може спрема ДНК-та на секого да се најде соодветниот лек. Тоа би го прави, еве го првата фотографија, тоа ДНК-та и ќе може да најде соодветен лек. Тоа во суштина сакав. Имам уште нешто, може би зашто е многу богата темата, ама да не ве задржувам, сега сакам со неколку збори теолошки да ви објаснам. Многу одавна, многу пред Хајзенберг, многу значи пред 20. век, уште во времето на Свети Василий Велики, теологијата се разделува, ајде не речем се разделува, се разликува подобро меѓу на апофатичка и катафатичка теорија. На она што е изречиво, катафаци, тоа е од грчки катафено, или објаснливо, или изречиво, и апофено, она што е неизречиво. Што значи, ако ги споредиме работите дури во 20. век, науката стигнува до една апофаза во која вели, јас ќе ви кажам дека тоа постои. Ама како? Не ме прашувајте, оти не знам како. И тоа ќе го речите наука дека е. Да, наука е, оти се друго експериментално е покажано. Ама не е покажано како тоа настанува. Истото вие, она што го вели теологијата пред неколку векови, пред овие откритија. Јас ќе ви кажам за Бога, ама не ме прашувајте се, оти јас не знам како постои. Кој може да каже денеска како постои Бог? Суштината, па гледате на светот сега откриваме суштината, а не на Бога. На Бога никогаш не можеме да откриеме суштината. Тоа е суштински важно за нас христијаните да сватиме дека многу пред 20. век, пред да се откријат овие работи, ние како да сме ги гледале преку големите оци на црквата. А голем секако е Свети Василий Велики, денеска служевме литургија на Свети Василий Велики, еден од најголемите теолози на црквата. Кратко живее, 49 години. За 49 години толку успева, како што човек не може за 140 години да успее. Ама во суштина, во времето негово почнува да се раѓа ова разлика во теологијата на тоа што е изречиво за Бога. Со зборови покажливо за Бога. И она што е неизречиво или апофатично. Сега може да го спореди ова. Исто ви го вели Хајзенберг. Ова е вака, ама не ме прашувај како и зошто е вака. Сега стигнува науката до апофатиката во која стигнува Свети Василий Велики уште во 4. век, после Христа.
Друго една меродавна точка е Свети Максим Исповедник, некаде мене малку попознат ми е, бидејќи сум работел и докторска. Она што го велат уште пред Свети Максим елинските филозофи. Сега знаеме дека ништо не знаеме. Ете, тоа треба 20 век да стигнеме за да го кажеме тоа. Сега знаеме дека ништо не знаеме. Па ние знаеме како светот постои, ама не знаеме зошто така постои. А прашање кај секого сериозно е зошто така постои. Зошто на тој начин постои тоа. Истото и кај Вернер Хајзенберг, тоа го кажува, квантната физика покажува дека не постои целосен опис по суштина на частичките. Значи не можеме вие затоа како вовете го задавте. Частичките ги гледате, тие се крајно непредвидливи. Може да предвидиш каде се наоѓа некоја частичка. Таа не се наоѓа на едно место, тоа е се додека не ја посматраме, таа се наоѓа на многу место. Истата частица. Како ќе го објасниш тоа? Сега уште, ајде да не изолжам, и може би ја претерав. Колку е сатот? 6:10. Да. Значи, еден теолог, иначе со ова дисциплина не се занимаваат многу. Јас колку што знам, меѓу православните еден професор има во Атина, еден или двајца од римокатолиците и малку повеќе има меѓу протестантите, и самата теорија настанува во протестантскиот свет. Не ви кажав уште тоа дека во самите објаснувања на квантната теорија постојат школи. И повеќето што објаснуваат се задржуваат на таа Копенхашка школа, каде што биле овие физичари кои ги кажа, иако постојат и други школи по однос на тоа. Меѓутоа, сите го знаете, блажено починатиот Папа Бенедикт 14, врвен теолог, иначе да не зборувам за тоа, тој што има кажано, по однос на овој тој се има занимавано. Значи, не треба туку така да отфрламе некои работи, со сериозни работи се занимаваат некои луѓе. Тој има кажано дека двојната природа на частиците, како што слушнавте, е во суштина еден степен пониско од тројството или трите лица Божи. Господ, сега зборува за пофатиката, не може никој да покаже и да се доближи на тоа како Бог постои. Ама, овој папа, Бенедикт 14, кој почина, знаете, пред неколку години, тој вели дека токму двојната природа на частиците е за да не биде никогаш како триединството на Бога во Светата Тројца. Туку двојна природа има. Частицата може и вамо велиме да помине, може и онамо да помине. Она нема трета опција. На трета опција да помине. Тоа за мене беше чудовитувачко, затоа што ми гледа многу длабоко, колку е така, дали е така, бара секако испитување тоа, меѓутоа многу вака
потикнувачки да гледа човек дека на створената природа Бог не идал да биде равна на Божјата природа. И дал нешто пониско. Ако тој е триличностен, а знаеме дека е триличностен, така ни се објави, како Отец и како Син и како Свети Дух, тогаш ова двојна природа на частичките од кои сме создадени, тоа не треба да го заборавиме. Сите сме создадени од такви частици, милиарди во нашето тело, во компјутерот, во масата, на секаде, во воздухот има частици. Таа створена природа ја ствара Бог. Уште меѓу другото добро се сетив и ова. Некој ми вели, зошто употребуваш створена, не создадена? На македонски е создадена. Не, браќе, се створено е она што е од Бога створено, а создадено е тоа што отпосле створеното се создава. Значи, стварам е на грчки пиео, оттаму поезија. Поезијата е творба. Ствара некој. Значи, не е создавање. Создавањето е од предпостоечка материја. Значи, нешто предпостои и ајде ќе го обликуваме и ние го создаваме. Ама ништо ако не постои, тогаш мора да ги разликуваме тие глаголи, едниот од другиот. Тој глагол кој е од ништо, тој е творам, тој е пиео, тој е поезија. Од ништо стварам. Така Господ го ствара овој свет, како го ствара уште многу, по мое скромно мислење, уште многу години ќе ни требаат по нешто да научиме. Меѓутоа, ова што ни го дава квантната физика е огромен залак. И многу значајна работа за секој кој сака да го свати постоењето на светот. Таа е најдобра, велат, теорија за постоењето на светот. Нема подобро, зашто се е докажано. Ова што ви кажав, дека минува честицата низ два процепи додека не ја гледаш. Па како? То не е обично, а то се експерименти кои може да се повторат. То не е му текна некој се разбуди и така го опишува тоа. Тој е експеримент кој на илјадници пати е повторен за овие 100 години. То значи, на кој начин постои светот уште ќе се открива полека. Меѓутоа, колкава допирна точка има со теологијата која се скоро кажува. Не кажува во вакви детали, не кажува во експерименти. Ама шо дека науката ги покажува во експерименти која не знае како, не знае зошто. Ке го кажи тоа, ама не знае зошто да така се случува. Не велам дека ние теолозите знаеме зошто така се случува. Многу работи не знаеме, ама ги знаеме предвремено дека така може да биде. Што стигна се квантната механика, не кажи се може да биде до оној момент додека не почнеш да го гледаш. Значи, ние учествуваме во процесот на создавање. Не велам на творење, Господ е творите, ама ние создаваме светови. Оне што веројатно сте го читале паралелни светови. Паралелни светови пушти ја честицата, два света ви прави. Една на едниот процеп, друга на другиот. Тие се сериозни работи кои може да се поврзуваат и теолошки, треба да се поврзуваат теолошки, токму затоа што се
правилни, не се некој, како да речам, теоретски мислувања на одредени луѓе. Анштейн, почна со Анштейн, гледате колку е познат Анштейн. Меѓутоа и Анштейн не можел нешто да објасни. Ете, стигнавме, го кажуваме тоа што Анштейн не можел да го објасни. Ајде да видиме дали има уште нешто друго. Ајде понатаму. Нема. Тоа е. Јас ви благодарам на сите, да се здрави и живи, и би сакала ако има нешто поттикнато прашање од цело ова, да ни кажите нека ваша констатација, некоја ваше размислување повелете. Може во однос на ова што го спомнат при крајот. Творец или создавач. Ние постојано символот на верата на службите го читаме. Верувам во еден Бог Отец, Творец на небото и земјата, тоест на видливото и невидливото. Не верувам во еден Бог Создавач. И тоа Творец, а малку го користиме, повеќе создаваме, велиме ние. А помалку велиме твориме, оти ние луѓето не можеме да твориме. Научниците се обидуваат да творат, ама теории, мисли, експерименти не создаваат. Тоа не може човек да го создаде. Тоа е создадено од Творецот. Тоа е веќе во творението Божјо што го создаде Бог. Тие само го откриваат тоа сега од создаденото. И пак доаѓа до она, ама не знаат како. Го се речи нешто творам, тоа е најголемото нешто. Бог рече и бидна. Сега тука научниците, некои вика тоа биле милиарди години, тоа биле еволуција, што општо за нас не е ни битно, затоа што Бог може моментално да рече и да биде, тоест да помисли. Затоа што е семоќен, тоа од него произлегува се. Фактички, оној зборот, нажалост, кај нас го нема, што го рековте, малку не го користите, Бог од што створи од ништо, ништо не постои. И ништото е нешто, она што рековте во вакуумот е вакуум, ама и вакуумот е нешто. Како и да го затвориш во нешто, или бескрајниот вакуум е нешто, како простор, како празен, тоа не е ништо. Тоа е и то големо нешто. Србите имат еден поубав збор, тоа владика Николај убаво објасно, из чега е Бог створио свет. Ни из чега. Ние го немаме тој збор да го пообјасниме, ама многу е јасно. Затоа што во тоа, ако го речиме вакуум, универзум или вселена, или како да го речиме, сепак поголемо од него е само Бог. Тој универзален ум, оној творец, точно што ни из чега рече и бидна. Она што вика таа голема експлозија на частичките, што доведе да се појави нешто. И стварно за човечкиот ум тоа е несфатливо, ама е многу битно да разликуваме Творец што не створи, што ни ја даде, еве, земјата, кажем, надам едем градината му ја даде, обработува ја, гледа за да ти биде добро. Јади од секое дрво, тоа не е, тој си испитувај се што е во природата, се што е околу тебе. Творението Божјо, наблюдувај го, ама не Творецот. Зашто кога ќе вкусиш да чепниш кај Творецот, ќе си наследиш смрт. И што ќе се случи? Затоа ние можеме творението Божјо да го испитуваме и да создаваме теории, мисли, предпоставки, ама да створиме нешто ново, ние не можеме, ние само можеме да го откриеме тоа. Бидејќи се што создава човекот, тоа е претходно створено. И научниците што откровиат струјата,
Бог предвремено го предвидел тоа ти ке треба да биде. Не тоа човекот нешто ново да најде, тоа веќе постои во она што го викаме Божјо творение. Така што точно Творец и творение е поголемо од некој што создава сега во творението и што се вика создател на нешто. Толку јас така малце Може до на одреден степен да се каже тоа ни из чега имаме кованица ни од што. Ни од што, значи, Господ го создава тоа и јас го нагласив тоа. Зато ги правиме разлика, уште еднаш ке повторам, меѓу пиел, творам и создавам, демиурго. Тоа се два глаголи, ги има и во грчкиот јазик, тоа не е некоја новина. Кајна се употребува едниот глагол. Во литературниот јазик зборувам, меѓутоа треба да се менува. Како многу работи во литературниот што треба да се менуваат. Да кажеме, во литературниот јазик Бог со мало се пишува. Ние сите кога се обраќаме едни кон други или не знам, Бог со голема го пишуваме. Не само Бог со голема, току кога јас му се обраќам на некој епископ, од вие, со голема го пишувам. А тоа не е по стандардниот македонски јазик. Ама треба да го разбере црквениот речник, дека не е ист. А по ова има многу конкретно, значи пиел, оттаму поезија. Поезијата е доста налик на творбата, на творењето Божје. Условно речено, ни од што. Не е ни од што нешто постои секако, ама сепак најслично е на тој глагол на пиел, односно творам. Не е создавам, не е нешто како не знам да си создаде човек едно четиво, ги одбира зборовите, одбира други теми, да кажеме, и создава нешто. Ама тој ќе предпостои и одбира човек. А пиел или поезија не постои претходно. Тој создава, тој прави нешто да постои. Така Господ го прави овој свет да постои. Уште ова може би интересно ќе ви биде. Честитка да спомна, помнате воопшто за тоа дека неколку милиарди може би е светот, некој мислат помалку или не знам. Една звезда, ако експлодира, ако неколку има експлодирано во овие години наназад, честичка од таја звезда нема во мене или во вас. Не сме стари, ние многу повеќе отколку што сме се родиле. Ги имаме тие честици, експлодирала звезда и дошла честица по неколку илјади светлосни години да влези во мене. И влегла во мене. Една честица некај, 2, 5, 10 некај. Ама јас ја имам староста на таја звезда. Тоа за вас го зборувам и ги за вас исто. И вие се стари потполно колку некој може би носи честица од стварањето на светот. Од тој голем прасток што се случил. И тоа си го носи во себе. Да се здрави и живи. Јас мислам без да интересира темата. Ако има уште нешто, некој да ни каже, да повели. Кога ја почнавте тема воуште, веднаш се сетив на нешто. Се сетив на нешто што го кажавте како брзина на светлината. Нели најголема брзина е брзината на светлината. Мене ме интересира вашето мислење во однос на мислата.
Е поголема брзината на мислата од брзината на светлината. Мислам дека е поголема. И Јас уште нешто, само да допрашам, па после ќе го слушнеме вашето излагање. И ме интересира, мислата има честичка? Електрон, протон или нешто друго? тоа е Однос на- многу дискутабилно и баш ова и ме- прашање Ме постави. поврза некако вашата тема со тоа и сакав ваше мислење да слушнам. Ви благодарам. Убави прашање поставите. Јас кога го учев тоа, му велам на дедо ми, покојниот. Абе, нема брзина поголема од брзината на светлината. Кој ти вели така? А професорот во физика е вело. Јас сум ти математичка гимназија, тогаш ја викам, и во неа учев. И физика имавме многу често. Скоро 5 пати во седмица. И тој ми вели, абе, да кажем на професорот, нека не ти кажува приказни, мислата е побрза од брзината на светлината. И затоа може би ми беше лесно да го разберам ова како е можен спинот да биде во една честица на една страна овде, а на другиот крај на вселената разлика. Како нешто? Дали може да биде и ваму и таму или на некој друго место? Мислам дека може. Ние имаме способ